Училиштето Саба е приватно средно стручно училиште кое што е основано во 2007 година. Тогаш започна да работи Саба во Скопје. Веќе наредната година забележавме интерес на ученици од другите градови од Македонија, така да одлучивме веќе 2008 година да отвориме Саба и во Битола. После неколку години, 2014 година, започна да работи училиштето Саба во Штип и минатата година, значи од септември 2011 година, се отвори Саба и во Куманово. Инаку Саба, што значи Саба? Самото име Саба значи Средношколска академија за бизнис и администрација. Кога започнавме во 2007 година ги започнавме со овие две насоки, бизнис или економски смер и администрација или правен смер, но забележавме интерес и за други насоки, посебно за информатиката. Па затоа одлучивме да воведеме веќе наредната година да воведеме и две нови насоки, односно информатика и туризам. Така да денес во Саба функционираат овие 4 насоки: бизнис, администрација, информатика и туризам. Кога сме кај насоките, можам да кажам, значи информатиката е една од најпопуларните насоки, така да најголем број на ученици имаме во оваа насока. Можеби живееме во такво време каде што сите сме заразени со таа интернет технологија, така да најголем број на ученици имаме на оваа насока, бидејќи нудиме и единствена, можам да кажам, програма во Македонија за ваков тип на средно образование, каде што учениците се насочени, односно ги учат оние практични програми од графички дизајн, веб дизајн, програмирање, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW и слично, значи со кои што навистина во иднина можат и реално да работат во компании. Па на почетокот од годината ни предложија да учествуваме на проект за иновации. Ова ние го здогледавме како одлична можност и веднаш ја свативме задачата многу сериозно. Под менторство на професорите по информатика формиравме група од ученици кои ќе бидат задолжени за проектот. Во групата сме ученици од сите години од Саба со различно познавање на информатиката. Па заедно го спојуваме дизајнот, програмирањето, хардверот и софтверот, се со цел да создадеме уред кој ќе може да детектира штетни гасови. Нашиот уред ќе биде посебен во тоа што не само што ќе детектира, исто така и ќе сигнализира, а воедно во спој со други системи ќе може и да ја елиминира опасноста. Планираме, односно наменето е да се употребува во затворени простори како магазини, училници, работни простори и така. Во насоката информатика во училиштето Сава, значи се опфатени најсовремените технологии кои што се моментално активни во општествените текови. Значи се учи во неколку области на информатиката и тоа во областа на дизајнот, во областа на програмирањето и програмерските науки, во областа на базите на податоци, во областа на проектирањето и слично. Што е разликата во однос на другите училишта? Разликата е во тоа што се опфатени, значи, предмети кои што не се застапени, значи се присутни само во нашето училиште, тоа се предмети кои што се во областа на информатичките технологии кои што се изучуваат на светските академии, значи во Западна Европа и во Америка. И тие се така концепирани да ги подготват учениците, значи за идното дообразување, за подготовка на високообразовните установи и подготовка во реалниот сектор, односно во бизнис заедницата. Тоа се компании од информатичката област, компании од графичката дејност и така натаму и така натаму. Значи, во нашето училиште се подготвуваат учениците да ги видат сите современи текови во областа на информатичките технологии, да бидат подготвени, да бидат пред се истражувачки настроени и да бидат во тек со иновациите и со последните верни достигнувања во светот на информатичката технологија. Карактеристично е тоа што покрај редовната настава се одвиваат и различни проектни активности. При тоа, значи, работиме проекти кои што застапуваат неколку различни технологии. Тоа се проекти кои што имаат истражувачки карактер, цел кој што ги носи учениците на едно повисоко образовно ниво, ги подготвува како да изработуваат во реален пример, преку реални активности, да изготвуваат софтвер, да изготвуваат подготовка на хардвер, микроконтролери, програмабилни кола и слично.
следна по популарност, можам да кажам дека е бизнисот или економијата, бидејќи нели буквално се околу нас е бизнис, сите треба да имаат некои основни познавања од бизнисот. Така да тука учениците изучуваат од тоа како да изготват бизнис план, како да основаат фирма, маркетинг, менеджмент, сметководство, значи се она што е составен дел на една компанија. Конкретно, јас сум професор по сметководство, организација на бизнис и меѓународен бизнис. Веќе 11 години од како постои САБА, но ова се само дел од бизнис предметите кои што учениците ги учат во таа насока. Тука се секако маркетинг, менеджмент, вовед во бизнис и многу други предмети. Најпрво што треба да научат учениците е тоа како, доколку го завршат овој смер, како да водат бизнис. Секако тоа не се учи само теоретски, туку се учи практично, преку доста голем број на практична настава. Покрај праксата која што е задолжителна во текот на годината, учениците доста посетуваат разни институции во зависност од смерот кој што го изучуваат. Конкретно по мојот смер идеме во посета на банки, сметководствени бироа, приватни фирми, исто така имаме предавања во Централен регистар, Управа за јавни приходи, Народна банка и слично. Часовите по бизнис се доста интересни. Генерално по овој предмет се учи, по некои предмети, се учи како да се дојде до бизнис идеја и доколку учениците ја немаат, која е нивната цел во иднина. Исто така учиме каков бизнис да започнат, дали тоа да биде тимски, соло. Тука имаме една интересна тема, аргументи за и против партнерство. Исто така колку сакам да заработувам во иднина, се учи на теми како да се дојде до финансиски средства за да се отвори нов бизнис и слично. Потоа е правната насока, каде што учениците се концентрираат на правните предмети, односно од право на Европска унија, меѓународно право, работни односи и така натаму, и секако туризмот. Значи, нашата насока е ги подготвува учениците да бидат туристички водич, односно да работат во туристички агенции, така да ги изучуваат и предмети таа област од туристичка дестинација, промоција, анимација во туризмот и слично. Во САБА, во правната насока, покрај оној теоретски дел кој што е задолжителен, спроведуваме и практична настава. Учениците во текот на годината посетуваат адвокати, нотари, извршители, но исто така и на часовите заедно работиме, изработуваме решение, жалба, молба и се она што им е потребно за на крај, кога ќе станат еден ден правници, да им ја олеснат работата и да знаат да го направат. Исто така САБА е дел од повеќе Erasmus Plus проекти. Оваа година сме дел од проектот Learning Knows No Bounds, кој што заедно со уште партнерите од Турција, Италија, Романија и Литванија имаме мобилности на професори, каде што проектот се однесува на инклузија на деца со посебни потреби во редовната настава, понатаму размена на добри практики помеѓу овие држави, меѓутоа и изнаоѓање на нови методи како овие деца да бидат вклучени во наставата со другите ученици. По што се разликува САБА од другите средни училишта? Она по што се разликува САБА е на прво бројот на предмети. За разлика од другите училишта во Македонија, каде што во текот на една учебна година учениците имаат по 10-12 па и повеќе предмети, во САБА наставата е концентрирана на 6 до 7 предмети годишно, односно тие 6 до 7 предмети учениците ги учат секој ден, односно имаат поголем фонд на часови и се концентрираат само на оние предмети кои што се дел од насоката, кои што им се потребни за насоката која што ќе одберат. Например, ако некој ученик сака да биде насока информатика, покрај задолжителните предмети македонски, математика и англиски ги учи
само предметите од областа на информатиката. Од Photoshop, Corel, веб дизајн, програмирање, Microsoft Office и слично. Или доколку некој сака да биде насока бизнис, учи само предмети од областа на бизнисот. Маркетинг, менеджмент, сметководство и така натаму, значи не се учат предмети кои што не се потребни за овие насоки. Например, кај нас во училиште немаме биологија, хемија, социологија, значи такви предмети кои што не се изучуваат на ниту една од овие насоки. Во Саба одлучив да учам поради тоа што ми се допадна наставата, планот и начинот на кој работиме, комуникацијата помеѓу професор и ученик, хуманитарните доброволни акции кои ги организира училиштето, прекрасните екскурзии и предноста што професорите ни обрнуваат повеќе внимание на учениците поради тоа што работиме во мали групи. Во Саба најмногу ми се допаѓа тоа што сами ги одбираме смеровите кои сакаме да ги учиме, а заедно со тоа и предметите. Ми се допаѓа тоа што покрај секојдневната настава нашите професори ни вклучуваат интерактивни активности, како на пример на македонски јазик гледаме филмови кои се поврзани со делата кои ги работиме, а на англиски јазик гледаме документарци исто така кои се поврзани со темите. Денеска ќе играме квиз што се вика Kahoot, за полесно да го совладаме материјалот од минатите часови и за лесно да научиме за наредниот тест. Значи учениците се концентрираат една година на едни предмети, завршуваат со нив, другата година продолжуваат со други, значи не се мешаат многу предмети во текот на една учебна година. И можам да кажам дека ова е еден вид на американски модел на образование, прилагоден на македонскиот образовен систем. Исто така, значи во Саба се работи во мали групи, каде што учениците, значи имаме индивидуален пристап кон секој ученик, односно професорите имаат доволно време да му посветат на секој ученик подеднакво, значи да им се објасни на учениците, бидејќи за време на часовите, значи мали групи плюс поголем фонд на часови, а помал број на предмети, значи професорите имаат доволно време да го предадат материјалот, да повторат, да работат некои проекти, некои други активности, со што овој начин на образование кој што го имаме воспоставено, целта е учениците најголемиот дел од тоа што треба да го научат додека се тука на училиште. Нормално дома имаат домашни задачи или пред тест да се подготват или некои други проекти, меѓутоа најголемиот дел од тоа што треба да се учи го учат тука во училиште. По англиски јазик многу често ги употребуваме овие алатки, интернет апликации и алатки, како едни од нив се квизиси Kahoot, тие се квизови кои што професорот ги составува и потоа учениците заедно со нивните телефони ги играат тие квизови. Значи вообичаено во наставата не се користат телефони, меѓутоа за овие пригоди ги користиме и им се многу интересни, бидејќи на интересен и забавен начин учат, го повторуваат материјалот и исто така и се надпреваруваат, бидејќи се рангираат, после секој одговор даден се рангираат дали се, кое место се на листата. Исто така имаме една интернет апликација како социјална мрежа, која што се вика Edmodo, во која што професорот прави група и постира материјали, видеа, што и да има потреба да видат учениците и тие ги гледат, некогаш и задачи им задават, тие ги решаваат и ги повратна информација враќаат преку таа социјална мрежа. Секако тука се видеата што ги гледаме на часови и документарци поврзани со темите. Исто така презентации прават учениците со PowerPoint преку прожектор и компјутер за едноставно технологијата што ни е понудена и во секојдневната употреба што имаат децата да можете на часовите на поинтересен начин да ја употребат. Подржаната презентација за училиштето Саба во моето основно училиште сати дека тука ќе пронедам она што најмногу го сакам. Настава во мали групи и практична настава. Денес, кога веќе сум дел од училиштето Саба, можам да ви кажам дека добив многу повеќе. Учествував во хуманитарни настани, екскурзии и проектни задачи. Тука во ово училиште професорите се наши ментори, родители, но и другари. Имам таа среќа да сум дел од најдобриот клас во Саба и сум горда на моите соученици што се добри ученици, добри другари и понатаму сигурно успешни луѓе. Бидејќи Саба е стручно училиште, учениците задолжително одат и на пракса во компании за да видат како практично се работи тоа што се учи за време на стручните предмети.
Праксата се организира во втора, трета и четврта година, бидејќи прва година учениците се уште не се навлезени во насоката што сакаат да ја учат, односно уште ги учат оние општо образовни задолжителни предмети. Така да од втора година кога ќе започнат малку по-детално и длабоко да навлегуваат во стручните предмети, започнуваат да одат и на пракса во компании, значи во зависност од насоката која што ја учат. Праксата ја организираме неколку пати во текот на една учебна година, по една недела, значи секој ученик оди поминува по една недела, обично една недела првото полугодие, во секој тромесечие по една недела, значи секој ученик поминува на пракса во различна компанија. Например, оние кои што се правен смер одат на пракса во кај нотари, извршители, адвокати, или оние кои што се бизнис, економски смер во маркетинг агенции, осигурителни компании и слично, или информатичарите во информатички компании, дизајн студија, проектантски бироа. Значи секогаш во зависност, секој ученик во зависност од насоката која што ја учи. Тоа се компании со кои што ние соработуваме и целта е учениците навистина да поминат една недела или неколку пати по една недела во текот на годината во компании каде што навистина практично ќе работат и ќе им се зададе работна задача да почувствуваат таа работна атмосфера и да го применат знаењето кој што го стекнале за време на стручните предмети, да видат како практично тоа функционира во реалноста. Односно, навистина ги подготвуваме учениците за некое нивно идно вработување после завршувањето на факултетот. Покрај праксата тука во Македонија, учениците кои што учат во училиштето Саба имаат можност да одат на пракси во некоја европска држава. Така, во изминатите неколку години работиме со проекти од Еразмус програмата. Преку овие проекти, значи, испраќаме ученици во странство на пракси, каде што имаат можност да работат во компании и да стекнат искуства работејќи во европски или во светски компании. Така, например, минатата учебна година имавме 4 групи на ученици кои што отидоа на пракса во 4 различни држави, односно една група беа на пракса во Италија, едните беа на пракса во Шпанија, во Португалија и во Германија. Значи таму поминаа по 2 недели и работеа во компании повторно во зависност од насоката која што ја учат, односно некои ученици беа на пракса во информатички компании, работеа на изработка на веб страни, на интернет трговија и слично, други беа на пракса во некои компании од областа на бизнисот. Така да тоа беше едно животно искуство за нив, поради тоа што прво има можност да направат споредба помеѓу праксата што имаат тука во Македонија, во македонските компании и праксата во Европа и во некои европски или светски компании. Има можност да се запознаат со професионалци и да отворат контакти со кои што навистина ќе им вредат многу во иднина. Да, минатата година бев на двонеделна пракса со уште тројца ученици од Битола и Штип и еден професор во Шпанија, Барселона. Посетивме 10 различни компании со различни дејности. Претежно компаниите се занимаваа со графички дизајн. Научивме што е најважно и најбитно за формирање на еден бизнис и негов опстанок. Се запознавме со интернет маркетингот и интернет трговијата. Покрај практичната настава посетивме доста историски и карактеристични места за Барселона. Се запознавме со нивната традиција, култура и обичаи. По завршувањето на оваа двонеделна пракса се стекнавме со големо работно искуство и се здобивме со сертификат од европски карактер, кој се надевам ќе го искористиме во понатамошното школување. Минатата година 4 ученици од Саба има можност да учествуваат во двонеделната пракса во Португалија, од кој еден од нив бев и јас. Темата на оваа пракса беше интернет маркетинг. Работевме во 2 фирми. Јас и мојот соученик Теодор работевме во фирмата Нора Ауто, која што се занимава со продажба на делови за автомобили, таблети, звучници, радија и други работи. Ние работиме во маркетиншкиот дел. Моите други двајца соученици од Штип работеа во фармацевската фирма Боми, која што се занимава со продажба на лекови. Исто така и тие работеа во маркетиншкиот дел. Тоа беше големо искуство за нас, затоа што тоа беше нашата тема и не сакаме да знаеме за интернет маркетинг. Нашето слободно време го искористивме за да прошетаме низ Португалија. Ги посетивме Лисабон, Кабо ди Рока, односно најзападната точка на Европа, и Синтра. На последниот ден
На последниот ден од оваа пракса ни беа доделени сертификати кои што нас многу ни значат и исто така ќе ни требаат за во понатамошното образование. Ова нас ни остава огромен впечаток и никогаш нема да го заборавиме. Минатата година бев на двонеделна пракса во Италија заедно со моите соученици Бени, Теа и Иво и бевме распоредени во повеќе компании во кои работевме тие 2 недели. Бени работеше во компанијата iPhone, каде што правеше лога и ги објавуваше, а додека пак Иво работеше во компанија за чевли и таму правеше флаери и постери и објавуваше постови на интернет, на Инстаграм, на Фейсбук. Јас и Теа работевме во меѓународна компанија која изработува материјали за уникатни материјали кои ги користат светските брендови. Ние ги сортиравме материјалите, па потоа ги скениравме и ги обработувавме на Photoshop. Во овие 2 недели пракса ние бевме и на еднодневни екскурзии во Фиренца и во Венеција, каде што научивме доста за италијанската култура. Од оваа пракса јас многу научив дека важно е да се одговорно да се работи и дека секоја работа значи многу. На крајот на праксата ни дадоа сертификати кои ни се доказ за успешно завршена пракса и ќе можеме да ги искористиме во иднина. Минатата година 4 ученици од Саба, Скопје, Штип и Битола бевме на двонеделна пракса заедно со еден професор во Лајпциг, Германија. За време на оваа пракса 20 ученици работевме во фирмата Шустер Флористик, која се занимава со електронска продажба на градинански материјали. Во оваа компанија имав за задача да фотографирам производи, истите фотографии да ги уредувам на компјутер и потоа да ги прикачам како производи за продавање на нивната веб страница. За време на оваа пракса бевме во посета на Дрезден и Берлин. Во Дрезден ни беше представена старата архитектура, додека во Берлин пак ни беше представена новата модерна архитектура, па имавме можност да направиме споредба помеѓу стара градба и нова градба. Исто така за време на оваа пракса ја посетивме и фабриката на BMW во Лајпциг, каде што ни беше представен целиот процес на изработка на BMW возилата. На крајот од оваа пракса се здобивме со европски сертификат кој што ќе ни служи за понатамошното образование. Покрај праксите за учениците, секоја година организираме и обуки, односно тренинзи за професори во странство. Значи, покрај обуките кои што ги организираме тука за професорите во Македонија, исто така повторно преку Еразмус програмата, секоја година испраќаме професори на обуки во различни држави и на различни теми. Например, изминатата година имавме една обука за професори, значи 4 професори од Саба беа на обука во Фиренца во Италија, каде што помина еднонеделна обука за примена на најсовремени информатички алатки и технологии во наставата. Значи, повраќањето од обуката, тие професори правеа подоцна обуки за нашите професори со цел тие нови технологии кои што се користат во Италија и во Европа да ги примениме и ги користиме секојдневно и ние во нашите училишта. Исто така потоа имавме друга група на професори кои што беа на обука за предприемништво во Атина. Друга група на професори беа на обука во Рига, во Латвија. Исто така имавме обука во Италија, повторно во Болоња. Значи, секоја година различни групи на професори за различен тип на обуки со цел, значи, не само да ги поминат обуките и да научат нови технологии, туку и да споделат искуства со колеги од европските држави, со кои што искуство навистина многу ни значи на нас како училиште и на сите професори кои што подоцна го пренесуваат тука на останатите колеги и на учениците. Секој ученик поседува некаков талент, покажува некакви афинитети, некакви интереси кон нешто. Наша задача на наставниците е да го откријат тој талент и преку систематска работа да работат на негово усовршување. Како го постигнуваме тоа? Па преку учество, тоест вклучување на учениците во разноразни проекти кои што се одвиваат во нашето училиште. Еве конкретно еден таков проект во кој што се вклучени нашите ученици е проект во кој што учениците изработуваат систем за детекција на штетните гасови во работните простории. Преку овие проекти, кај учениците се развива
тимскиот дух, истражувачкиот дух, надпреварувачкиот дух и соодветно за нивната возраст учениците издаваат креативни решенија за проблеми кои што ги засегаат не само нив, туку и повозрасните. Покрај проектите, учениците кои што имаат индивидуални квалитети, склоности кон нешто, ги подготвуваме и учествуваат во разноразни надпревари, не само училишни, туку и државни надпревари. Резултат на таквата работа се бројните награди и признани со кои што е закитено нашето училиште. Уште од првата година покажав интерес кон информатичката технологија и професорите веднаш го приметија тоа и ме приклучија кон еден од проектите во кој што мериме загаденоста на воздухот. Како што знаете, во последно време имавме проблеми со загаденоста на воздухот и нашиот систем не само ќе може да детектира PM честички во воздухот, туку ќе може да детектира и отровни гасови како плин, јаглерод моноксид, јаглерод диоксид и други. Во проектот работам со уште 4 соученици и 2 ментори професори. Проектов ми пружува вистински можности за тимска работа и да ги искажам моите способности. Во проектот работиме со врвна технологија и нејзина примена. Ова учебна година конкретно сме вклучени повторно во еден Еразмус проект во кој што имаме размена на искуства со училишта од 5 различни држави, значи Македонија, Турција, Литванија, Италија и Романија. Проектот е за вклучување на учениците со посебни потреби во редовната настава, така да повторно имаме ученици од нашите училишта, значи од Саба, од Скопје, од Битола, од Штип и од Куманово, кои што поминуваат на обуки во сите овие 4 држави со цел да се споделат искуства меѓу државите и да се примени новостекнатото знаење во нашето училиште. Покрај редовната настава, односно редовните часови, професорите многу често ги поттикнуваат учениците да се вклучуваат во проекти и во истражувања со цел да внесат малку поголема интерактивност во наставата. Така да, например, сега моментално имаме една група на 7-8 ученици со 2 професори од информатичките науки, кои што изработуваат, односно работат еден истражувачки проект, која што цел е учениците преку истражување и анализи да создадат систем кој што ќе ги детектира нивото на штетните гасови во училницата или во просторијата и потоа тој систем автоматски ќе алармира или ќе вклучува систем за прочистување на воздухот. Значи тоа е навистина ги заинтересира учениците и еве во текот на наредните месеци ќе работат на овој проект. Учениците исто така се вклучени и во надпревари по секоја област, значи од македонски јазик, литературни конкурси, математика, Ивана Кенго се учествува, информатика и така натаму. Значи минатата година имавме еден ученик кој што освои прво место за изработка на најдобра веб страна, потоа имавме еден ученик кој што освои прво место за најдобра фотографија. Значи секој ученик се поттикнува да учествува или во проект или во некој истражување или во надпревар, секако за она што најмногу го интересира. Како професор со долгогодишно искуство во Саба, можам слободно да се пофалам со голем број на учествена надпревари и конкурси кои што се организирани во нашата земја, меѓу кои се Сојуз на просветни работници, во кој се здобивме со прва награда, понатаму Сдружение на едукација на академици, исто така имавме ученичка која доби прва награда, понатаму сега се подготвуваме за учество на Сојуз на друштво на македонски јазик и литература на надпревара што се организира на 21-ви, така да имаме една ученичка пријавена на тој надпревар. Понатаму редовно учествуваме на надпреварите Творам за Македонија и веќе неколку години наназад имаме ученици кои што се здобиваат со први награди, а воедно оваа година имавме една ученичка која 3 години поред доби прва награда и оваа година доби за истакнат млад творец. Освен тоа што учествуваме на надпревари, учениците од Саба честопати посетуваат театарски представи, а како резултат на целиот тој настан одлучуваме и сето тоа што го гледаме, подоцна мотивирани, доаѓаме на настава и дел од уметничките дела што ги работиме, знаеме и да ги одглумиме. Минатата година учениците од Саба организираа театарска представа, која што беше од хуманитарен аспект. Учениците
ја подготвија тематската содржина за која што ќе се работи под мое менторство. Се подготвивме и еден дел од глумија на театарската сцена, друг дел беа подготвени и организираа во однос на реквизитите и се што беше потребно. Средствата кои што ги собравме од театарската представа беа донирани во 2 загрозувачки семејства, значи беа купени храна и средства за хигиена, се што им беше потребно. На конкурсот Творам за Македонија, распишан од Фондацијата Никола Клюсев, усвоив прва награда, со што добив стипендија за 4-годишно школување во ова училиште и решив да се запишам тука. Најмногу ме привлече информатиката, бидејќи ја сакам технологијата, иновациите и креативноста. Покрај тоа сум насочена и кон литературата и пишувањето и зад себе веќе имам напишани и објавени 2 романа. Едниот е под наслов Ако розата беше вечна, а вториот е Зарова е крајот, кој е под менторство на писателот Горијан Петревски, кој морам да го напоменам. Јас во иднина ќе продолжам да ја изучувам информатиката и да се насочувам кон литературата, бидејќи тие се двете нешта кои навистина ме исполнуваат и ги сакам. Во врска со спортските активности, можам да кажам дека учениците покрај тоа што професорот ги организира редовните часови по спорт и спортски активности, тие се организираме многу често и надпревари, кошаркарски надпревар, например, ученици со професори или фудбалски надпревар. Или учениците секоја година, учениците од САПА се волонтери на Скопскиот маратон, така да значи се вклучени во различни активности, повторно ќе кажам, секој ученик во согласно со неговите интереси. САБА и спортските активности. САБА е дел од градските надпревари организирани преку град Скопје. САБА е дел од водно, САБА е дел од КЕОТ, каде што преку рекреативниот спорт, значи ги запознаваме учениците како да рекреираат. Преку спортот и исхраната учениците стекнуваат здрави навики и дисциплина. Затоа одбереме спорт, одбереме САБА. Секоја година, исто така, во текот на учебната година, неколку пати организираме и хуманитарни активности, со цел да им помогнеме на оние кои што навистина им е потребно. Така да гледаме секоја година да организираме различни типови на хуманитарни активности, во кои што би се вклучени сите ученици. Например, изминатите години, неколку години поред организиравме новогодишен хуманитарен базар, во текот на кој учениците изработуваа новогодишни украси, честитки и подароци кои што се продава на еден базар кој што го организиравме во центарот на Скопје и со собраните средства беа купени подароци за дечињата од домот за деца со оштетен вид. Минатата година организиравме хуманитарна представа. Значи повторно учениците сами се организира, ја креира самата представа, ја глумеа представата. Во текот на која значи беше поканета многу бројна публика со собраните средства од влезниците. Повторно дониравме средства за храна и средства за хигиена на 2 социјално загрозени семејства. Оваа година направивме една друга активност, значи на 1 март организиравме изработка на мартинки. Мартинките, значи учениците сами ги изработуваа, потоа сами ги продаваа на нивните соученици на други другари надвор од училиштето САБА. Значи сите собрани средства повторно беа донирани, односно со собраните средства повторно беше купена храна и средства за хигиена за социјално загрозени семејства. Значи гледаме во текот на секоја учебна година, па дури неколку пати во текот на годината, еве сега до крајот на учебната година планираме уште една таква активност, бидејќи сакаме да им помогнеме на оние на кои што им е потребно и секако да ги поттикнеме учениците да бидат колку што може похумани и вклучувајќи се во вакви активности, самите ученици гледаат какви ученици постојат или другари млади околу нив на кои што навистина им треба помош, па еве подоцна и тие даваат самите идеи да им се донира нешто, дали од книги, облека и слично, значи од секоја област. Во нашето училиште секоја година се организираат хуманитарни активности со цел да помагаме на
социјално загрозени семејства. Пред 3 години беше организиран еден хуманитарен сајм, каде што собравме средства за едно загрозено семејство. Минатата година исто така организиравме хуманитарна представа, каде што глумевме и се забавувавме и беа собрани средства за 2 семејства. Тимот на Саба ги купи најнеопходните средства за живот, како храна, средства за хигиена и слично, и беа доставени до семејствата. Ние направивме убав гест, а тие навистина беа задоволни. Оваа година исто така бевме хумани и го организиравме плетењето на мартинки. Секој ученик направи по неколку мартинки и беа продадени со цел да помогне на уштинно семејство. Исто така го реализиравме нашиот план и секоја година ќе бидеме хумани во Саба за да помагаме на оние на кои што им е најпотребно. Секоја година доделуваме и стипендии за школување во Саба. Значи најдобрите ученици, не само за Саба Скопје, туку за Битола, за Штип и за Куманово, доделуваме и делумни и целосни и делумни стипендии. Конкурсот се објавува негде во февруари, март се пријавуваат. Значи ме радува тоа што секоја година бројот на ученици кои што се пријавуваат за стипендија се поголем. И интересно е тоа што на пример во училиштето, на пример во Скопје се пријавуваат ученици од сите градови од Македонија или за Битола или за Штип или за Куманово, така да огромен интересот за овие стипендии и ние имаме проблем да ги одбереме најдобрите 5 кои што ги добијат овие стипендии. Но подоцна, навистина, во изминативе години се докажало дека, мислам, сите ученици кои што имаат добиено стипендијата, подоцна и учествуваат на надпревари, го представуваат училиштето и постигнуваат навистина добри резултати. Значи сме го направиле вистинскиот избор. Значи Саба ми имал возможно учествува во 2 проекта надвор од државата. Првиот проект на кој што учествував беше во Германија за примена на IT технологијата во автомобилската индустрија. Таму бевме одбрани 10 најдобри ученика од Саба Битола, Саба Скопје и Саба Штип, каде што бевме на двонеделна практична настава и се запознавме со најновите технологии и најновите модели на автомобили. Таму имавме единствена можност да го посетиме автомобилскиот гигант BMW и да увидиме како они го прават тоа и како они работат со најновите технологии. Тоа беше за проектот во Германија. Втор проект што ми го имало возможно на Саба е проект во Шпанија на кој што учествував ова лето. За цел имавме да ја презентираме нашата култура, македонската култура. Исто така бевме одбрани 3 ученика, јас бев од Саба Скопје и 2 ученика од Саба Штип. Таму имаше групи од Шпанија, од Франција и од Кипар. Имавме сите посебни интернационални вечери, каде што се презентиравме нашата култура. Целта на проектот беше да се запознаеме пред се со нив, да оствариме контакти со нив и понатака кои ќе ни служат за целиот живот. Учениците од Франција ја презентираа нивната вечер, како и од учениците од Кипар и од Шпанија. Имавме наша интернационална вечер, каде што ги презентиравме нашата традиционална храна, нашите традиции, обичаи. Проектот се викаше Working in Europe, беше поддржан од Еразмус, исто како и проектот од Германија беше поддржан од организацијата Еразмус. Настрана од стипендиите, во врска со редовните уписи, исто така ме радува тоа што училиштето еве година за година се проширува во различни градови низ Македонија, значи Скопје, па Битола, Штип и еве Куманово од изминатата година, поради тоа што има интерес, поради тоа што Саба е стручно училиште кој што нуди навистина една специфична програма и ученици од другите градови, дали од Гевгелија, од Струмица или од не знам, од Ресен, буквално од Охрид, од сега да имаме ученици кои што немаат можност во нивните градови да имаат ваков тип на образование, па затоа и доаѓаат во Саба. И ме радува тоа што доаѓаат, значи навистина квалитетни ученици со одличен успех и со интерес за насоките кои што ние ги нудиме, така да веќе на страна од стипендиите во редовните уписи треба да правиме некоја селекција односно ограничување во бројот на ученици кои што може да ги запишеме во училиштата Саба. Од 17 до 24 март беше реализирана нашата долго очекувана екскурзија, каде што ние, учениците од Саба, секако заедно со професорите, замиравме на патување. Патувањето започна со градот Прага, каде ги посетивме најпознатите знаменитости како што беа Карловиот мост, Старомајскиот плоштад, Еврејскиот кварт и останати други
познати знаменитости и од Прага се упативме кон градот Дрезден. Таму ги посетивме неговите културни убавини, исто така го прочитавме и плаштадот. По Дрезден следна дестинација ни беше Холандија, земјата на лињата, каде што ги посетивме градовите Јордан и Амстердам. Го посетивме исто така и познатото село на ветерници Зансе Шанс. Таму не одведоа во фабриката за правење на сирење и во работилницата за обработување на кломпи. И низ цел процес, низ цела екскурзија бевме придружени со децата и учениците од Саба Штип, Саба Куманово, Саба Битола. И така заврши нашата бурна недела со последниот град од целата тура, кој беше Минхен. Таму го прошедавме градот и плоштадот и после тоа се вративме сите на кај Скопје со нови искуства, задоволни. И сега единствено нешто што ни останува е да изчекуваме за следните проекти и предизвици кои ќе ни ги приготви или организира Саба. Зошто Саба? Зошто да се запише некој во Саба? Затоа што Саба е единствено стручно приватно средно училиште кој што ги нуди овие 4 насоки: правен, економски, информатика и туризам. Затоа што учениците се концентрираат на она што сакаат да го учат. Значи, ако некој сака да учи информатика, ги учи само предметите од областа на информатиката, или ако некој сака да биде правен смер, учи само предметите од областа на правото. Значи, нема потреба да учат предмети кои што не се потребни за овие насоки. Исто така во Саба се работи во мали групи, односно имаме индивидуален пристап кон секој ученик. Значи, подеднакво им се посветува внимание буквално на сите ученици, бидејќи нашата цел е најголемиот дел од она што треба да се научи, учениците да го научат додека се на час. Исто така, зошто Саба? Затоа што во Саба учениците имаат единствена можност да одат на пракса како во Македонија, така и во странство, така да тоа е едно животно искуство кое што на учениците многу им значи и од многу големо значење да го видат она што го учат за време на стручните часови, на часовите тука во училиште, да видат како тоа реално функционира во реалноста, како во Македонија, така и во странство.